Ова е Петар. Тој е новинар. Се занимава со новинарство. Работи во најголемата телевизиска куќа во Македонија. Му се допаѓа да открива интересни приказни и да ги споделува со сите. Секој ден запознава разни луѓе. Стари, млади, среќни, несреќни, задоволни, разочарани. Тој им поставува многу прашања. Тие секогаш му одговараат. Среќни се што некој сака да го слушне нивниот глас. Денес Петар има многу работа. Треба да оди рано на работа. Го почнува денот со турско кафе, затоа што му треба многу енергија. Обично не пие кафе, повеќе сака чај, но турското кафе секогаш му помага да се расони. Брзо се подготвува за работа, ги остава децата во градинка и им се придружува на колегите. Тие треба да го снимаат дочекот на ракометарите, кои во последно време победуваат на сите надпревари. Народот многу ги сака. Илјадници луѓе се собрани на плоштадот и чекаат да пристигнат нивните херои. Петар е љубопитен. Сака да знае што мислат граѓаните. Едни велат дека многу сакаат да гледаат ракомет со семејството или со пријателите. Други не разбираат зошто се крева прашина. Зошто ги обожаваат спортистите како богови. Како и да е, Петар ги разбира сите луѓе. Ги прифаќа нивните мислења. Можеби некои мислења се чудни, други се смешни, но Петар никогаш не ги осудува. Тоа е убавината на неговата работа. Ова е Петар. Тој е новинар. Се занимава со новинарство. Работи во најголемата телевизиска куќа во Македонија. Му се допаѓа да открива интересни приказни и да ги споделува со сите. Секој ден запознава разни луѓе. Стари, млади, среќни, несреќни, задоволни, разочарани. Тој им поставува многу прашања. Тие секогаш му одговараат. Среќни се што некој сака да го слушне нивниот глас. Денес Петар има многу работа. Треба да оди рано на работа. Го почнува денот со турско кафе, затоа што му треба многу енергија. Обично не пие кафе, повеќе сака чај. Но турското кафе секогаш му помага да се расони. Брзо се подготвува за работа. Ги остава децата во градинка и им се придружува на колегите. Тие треба да го снимаат дочекот на ракометарите, кои во последно време победуваат на сите надпревари. Народот многу ги сака. Илјадници луѓе се собрани на плоштадот и чекаат да пристигнат нивните херои. Петар е љубопитен. Сака да знае што мислат граѓаните. Едни велат дека многу сакаат да гледаат ракомет со семејството или со пријателите. Други не разбираат зошто се крева прашина. Зошто ги обожаваат спортистите како богови. Како и да е, Петар ги разбира сите луѓе. Ги прифаќа нивните мислења.
Може би некои мислења се чудни, други се смешни, но Петар никогаш не ги осудува. Тоа е убавината на неговата работа.